Драги ученици, добро дојдовте на часот по македонски јазик за 6-то оделение. Јас сум Јасминка Драјковиќ и ваш денешен наставник. Да почнеме. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме можеби за една од најважните лекции од историјата на македонскиот јазик, а тоа е создавањето и почетоците на старословенските азбуки и потоа ќе се запознаеме и со современото македонско писмо. Иако веќе досега сте чуле за термините кирилица и глаголица, знаете за значењето на браќата Кирил и Методи, исто така ќе го определиме терминот азбука, но и ќе направиме споредба меѓу старословенските азбуки и современото македонско писмо. Да почнеме. Ќе ви раскажам нешто повеќе за нашите најзначајни дејци, светите Кирил и Методи, нивниот животен пат и дело. Кои биле браќата Кирил и Методи? Тие се основоположници на словенската писменост во 9 век. Потекнуваат од угледно византиско семејство, а живееле во околината на Солун. Делото на браќата Кирил и Методи е важно за сиот словенски свет, бидејќи за некогашниот заеднички јазик, старословенскиот, кој што бил разбирлив за сите словени во 9 век, тие ја создале првата словенска азбука наречена глаголица. Имено на тој начин говорот на македонските словени од околината на Солун се издигнал на степен на прв литературен јазик за словените. Најмногу податоци за животот и делот на браќата Кирил и Методи црпиме од панонски легенди. Тие, како важни представници на христијанската црква и како учени луѓе, биле учесници во повеќе задачи за ширење на христијанството. Моравскиот кнез Ростислав, од страв од тогашното византиско и германско влијание, ги ангажирал двајцата браќа за ширење на словенството преку азбуката и преку христијанството. Тие преведувале книги на словенски јазик за потребите на богослужбата од грчки јазик, на тогаш за нив разбирлив словенски јазик. Еве како изгледала тогашната глаголица. Ке забележите дека оваа азбука скоро и да нема никаква сличност со денешната кирилица. Рековме дека старословенскиот јазик бил пишуван на две сосема различни азбуки. Првата е глаголица, оваа што ја гледате овде на сликата, и потоа кирилицата. Глаголицата била напишана од Кирил и таа броела 38 букви, додека пак кирилицата броела 44. Да се подсетиме од она што претходно сме го совладале. Кои се најстари текстови напишани на старословенски јазик? За кои што имаме нели секако податоци. Да провериме. Асеманово евангелие, Зографско евангелие и Маринско евангелие. Тоа се најстари зачувани текстови напишани на старословенски јазик. Да видиме од кога потекнуваат тие. Тие биле напишани во периодот од 10 до 12 век.
Продолжуваме понатаму. Во продолжение ќе погледнеме текстови пишувани со глаголица. На првата слика забележуваме страница од Асемановото Евангелие, напишана со глаголица. Значи, еден од најстарите зачувани ракописи со глаголицата. Исто така, продолжение текст со глаголица, Башчанска плоча. Сликите се користени од Википедија. Што се случува по смртта на браќата Кирил и Методи? Нивната работа не застанува тука, не запира тука, нивното дело е продолжено од нивните ученици и токму затоа тие ја создаваат и втората словенска азбука кирилица, која броела 44 букви. Имено се предпоставува дека глаголицата наидувала на тежок прием кај населението, била тешко достапна и токму заради тоа е создадена кирилицата во чест на својот учител, азбуката била наречена кирилица. Еве, како изгледа кирилицата. Тогашната азбука кирилица. Ке ги забележиме буквите и ке видиме дека овој пат има голема сличност со денешната кирилица. И ке забележите дека под секоја буква си има име. Така почнува. Аз, буки, вјади, глаголи и така натаму. Ке се навратиме подоцна на азбуката повторно. Запаметете го ова. Што ќе истражуваме за дома? Која е задачата за нас денес? Ке се навратиме на првата словенска азбука глаголица и ќе откриеме дали постојат букви од современото писмо кои што таму ги нема. Ќе ја споредиме старословенската азбука кирилица со современото македонско писмо. Ќе откриеме сличности и разлики. И ќе се подсетиме од каде потекнува зборот азбука. Да продолжиме. Современото македонско писмо или кирилицата. Под поимот азбука се подразбира, значи, вкупност од букви со нивните определени форми и знаци распоредени по утврден редослед. Современата македонска азбука или азбуката што ние денес ја користиме кирилицата, со решение на јазичната комисија, одобрена од Народната влада, е прогласена за официјална на 5. мај 45-та. Ние денес, 5. мај, го одбележуваме постоењето на македонската азбука. Македонската азбука брои 31 буква. Значи, со комисијата, јазичната комисија, таа е одобрена на 5. мај 45-та и од тогаш македонската азбука е и официјална. Ова е решението со кое документот на АСНУМ со кој се воведува македонската азбука како официјална азбука на територијата на Република Македонија. Ке забележиме дека решението потекнува од 1945-та. Еве можеме да видиме како изгледало тогашното решение и подписот на председателот на Народната влада во тој период. И она што останува денешното современо македонско писмо кирилицата, печатни букви и ракописни букви. Пред да се одјавиме, ќе ви дадам едно задолжение за дома, за истражување. Ќе треба да пронајдете што представува терминот житие.
Исто така, ќе треба да се обидете да дознаете од каде црпиме податоци за браќата Кирил и Методи и во што се состои важноста на браќата Кирил и Методи за сите словени. Ви благодарам за вниманието. До следното видување. Поздрав!